Денеска во студиото на телевизија Мега гостува директорот на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо. Господине Мизо, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Благодарам на поканата. Бидејќи ова е прво интервју за телевизија Мега, би сакала да започнеме со она што е општо. Кои се надлежностите и областите на работа на дирекцијата за технолошко-развојни индустријски зони? Колку вакви зони имаме широм Република Македонија? Прво да започнам со бројката на зоните. Во моментов имаме 14 технолошко-индустријски развојни зони, некои од нив се веќе функционални и компании таму работат, неколку од нив ја завршуваме инфраструктурата паралелно со градењето на објектите на компаниите. Тука би спомнал, пример, Охридско-Струшката зона, тука би ја спомнал Струмица, Тетово, но и неколку други зони каде што се уште нема инвеститори, но тоа не значи дека не се градат се уште зоните и до крајот на годината планираме да бидат формирани уште 3 технолошко-индустријски развојни зони, тоа се зоните во Куманово, Липково и Маврово Ростуше, што ќе ја заокружиме оваа бројка на 17. А од гледна точка на активностите на дирекцијата, започнавме само како институција која е вклучена во процесот на планирање, проектирање на зоните и потоа сето она што значи одржување за потребите на странските компании, но паралелно на тоа добивме ингеренција да сме активно вклучени во процесот на привлекување на странски инвестиции, што значи ние сме делот од тимот за привлекување на странски инвестиции и активно сме присутни на голем број на меѓународни настани, конференции, сајми, посебно од автомобилската индустрија со наши штандови каде што презентираме Македонија на институцијата и истовремено дополнително целиот оној процес на aftercare, што значи сета помош која им се дава на компаниите од моментот на одлука за инвестирање. Јас тоа понекогаш го кажувам како babysitting, бидејќи компаниите доаѓаат, но секапак им е потребна помош во земја и во средина со која не се запознаени од претходно и сето тоа е ново за нив. И активно работиме сега и на други дополнителни активности, пред се тоа се индустријските зони кои се во надлежност на државата и ние тоа го правиме. Пред се тука прво е Кратовската зона, во краток временски период треба да се формира и индустријска зона во Охрид во рамките на делот од поранешно ЕМО, но и сето она што значи активности поврзани и помош околу здравствените зони, во иднина и IT зона, како и туристичките зони. Така да не сме само, иако името е технолошко-индустријски развојни зони, вклучени сме и во дополнителни други активности и она што значи привлекување странски инвестиции. Кое е значењето на овие зони, еве и технолошко-индустријските и овие другите индустријски зони кои ги раководите за развојот на економијата и кој е бенефитот за Република Македонија од ваквите зони? Она што сметам дека е најважно, целата онаа политика на креирање на поголем број на зони каде што ќе имаме можност за дисперзирање на инвестициите и не може да се направи перфектен регионален изедначен развој, но се повеќе диверсификација, да не значи инвестирање само во главниот град, туку да имаме можности за инвестиции во другите градови, навистина помага, пред се помага на без разлика Битола е голем град, но има и голем број на помали градови, каде што лоцирање на некоја инвестиција со 500.000 вработувања навистина внесува голем живот и економска раздвиженост во тој град или во тој регион. Истовремено, освен креирањето на работни места, можам да кажам дека во моментов над 6050 луѓе работат во технолошко-индустријските развојни зони и до крајот на годинава таа бројка ќе достигне речиси 7500, но само овие компании кои во моментот или се функционални или ги завршуваат своите проекти, во моментот на реализирање на нивните инвестиции треба да достигнат една бројка од над 16.000 вработени, што е многу голема бројка земајќи во обзир популацијата на Република Македонија. Но се поважна активност ние гледаме дека е соработка со домашните компании. На кој начин регионално, започнувајќи со адвокатски компании, градежни, архитектонски фирми, сето она што значи логистика, кетеринг, било какви услуги кои се потребни за компаниите, но се повеќе и повеќе
компании кои може да испорачуваат репроматеријали или компоненти кои се поврзани со производствениот процес, бидејќи на тој начин се мултиплицира ефектот на сите овие глобални компании кои доаѓаат во Македонија, бидејќи голем број на мали и средни домашни компании имаат начин да ги зголемат не само своите продажби, туку и својата конкурентност, бидејќи ако влезат во ланец на добавувачи на некои од овие мултинационални компании, им се отвара еден огромен хоризонт, не само за извоз во Македонија, туку и во регионот, но и пошироко. Може да извезуваат било каде во Источна Европа, дури и во Западна Европа. И дури планираме во следниот период да направиме така наречен Supplier Day, каде што доаѓаат големи мултинационални компании, без разлика дали се локално веќе инвеститори или не, но да бараат можности за домашни компании да испорачуваат некој вид на производи за нив. Така да директно бенефицијата од овие зони е повеќе кратна. Нормално вработувањето како една од најголемите историски болки на македонската економија е најважна за граѓаните, но има и некои други бенефиции, пред се пренесувањето на знаење и вештини, така наречениот ноу-хау. Бидејќи без разлика на колку факултети и каде студирате или нешто научите, сепак она што е пракса и применување на западни напредни стандарди на производство, на менеджмент, нешто тоа е што се учи само директно во пракса и во работа. И тогаш се креираат кадри кои потоа може да бидат многу мобилни и да помогнат и на други компании. Ги споменавте вработувањата, се очекува оваа бројка да биде и поголема до крајот на годината и со отварањето на нови работни места. Меѓутоа, кажете ми дали располагаме со соодветно квалификуван кадар кои го бараат овие странски компании кои инвестираат токму во технолошко-индустријските развојни зони? Многу добро прашање, бидејќи се соочуваме со вакво прашање со секоја компанија која доаѓа тука. И тоа од една страна дали има кадар од гледна точка на вештини и знаења и кој е квантитетот на тој кадар. Сега, околу квантитетот, она што го имаме направено врз основа на негативните искуства на многу поголеми земји од нас од Источна Европа, на пример Романија во случајот на Темишвар, она што тие го направија дека во еден град се лоцираат неколку големи компании кои се трудоинтензивни. И тоа креира еден проблем, бидејќи потоа компаниите, обучен кадар од друга компанија, плаќајќи им 10 или 20 евра повеќе месечно, јас би кажал, го крадат тој кадар и тоа представува една многу негативна перцепција и за градот и за регионот. Со дисперзирањето на овие зони ние направивме да оддалеченост од 50 на километри помеѓу различни градови од различна големина, без разлика дали е тоа Битола, Скопје, Охрид, Суга или Радовиш, доаѓаат компании кои сепак имаат еден радиус од каде што може да го влечат соодветниот кадар, но да нема големо преклопување и на тој начин се зголемува можноста дури и во мала земја како Македонија да се зголеми бројот на луѓе. Од гледна точка на знаењата и вештините на кадарот. Прво работиме заедно со компаниите пред да се избере локацијата за инвестирање, да се види каков кадар им е потребен и да се види што е најсоодветно како локација. Дали предходно имало некоја таква иста или слична индустрија, понекогаш трудоинтензивни компании барат каде порано постоел текстил, кожарска, чевларска индустрија, некои компании барат електромеханички активности и предходни компании, но целиот оној процес на обуки кои се даваат не само од страна на државата преку Агенцијата за вработување, но овие компании директно прво вработените или поголема група од прво вработените ги испраќаат во обука на во нивните фабрики низ Европа. Во случајот на Гентерм ги испратија на обука во нивната фабрика во Украина. Во случајот на Костал тоа го прават во Ирска или Германија. Во случајот на Key Safety Systems тоа го прават во Романија. Така да голем број на овие луѓе кои се првобитно вработени се испраќаат на обуки кои може да траат од 1 месец понекогаш до 6 месеци и потоа тие обучени луѓе доаѓаат и може да го обучуваат идниот кадар. Не може да се најде перфектно обучен кадар во производствена активност, бидејќи кај нас, нажалост, голем број од овие компании се целосно нови и такви активности не постоеле. Но може да се најде едуциран кадар кој има некои предзнаења кои потоа може да се надоградат и да се софистицираат дополнително.
Кадар кој има подлога и основа и соодветно образование кое може да се надоградува. Исто така споменавте и одлична соработка со домашните компании. Кажете ми дали и колку што покажуваат податоците оваа соработка на инвеститорите со домашните компании, колку домашни компании веќе оствариле соработка и дали можеме да очекуваме во иднина таа бројка да се зголемува? Во моментов имаме една статистика дека веќе повеќе од 500 домашни компании соработуваат со компаниите во зоните и минатата година тие оствариле вкупен приход од околу 50 милиони евра поврзан со соработката со домашните со странските компании во зоните. Активно работиме на зголемување и на бројот на компании, но и на соработката. Да се најде начин што поголем број на домашни компании да можат да задоволат некои од потребите и барањата. Понекогаш тоа значи сертифицирање со дополнителни сертификати за квалитет, за перформанси. Понекогаш домашните компании и ако го задоволуваат квалитетот се релативно поскапи поради тоа што немаат толку голема можност и толку голем квантитет на производство за да можат да ги намалат цените, но сепак се работи со нив од наша страна, но и од страна на странските компании, бидејќи не е секогаш само цената пресудна. Ако сте релативно близко со цената, можеби и малку поскапи од некој добавач во Франција, можноста да вие помогнете и да имате локален репроматеријал и производ во случај на неопходност и потреба за 2 часа е многу повредна отколку ако тој производ треба да дојде во Македонија во период од 2 или 3 дена. Така да понекогаш разлика во цената која може да биде десетина проценти не е пресудна за да се избере некоја поевтина странска компанија, туку понекогаш може и локалните компании да влезат во овој процес. Уште едно прашање кој исто така би сакала малку повеќе да го разработиме е споменавте дека сте дел од тимовите за привлекување на странски инвестиции. Кои впечатоци ги носите при средбите со странските компании и еве од другата страна кои поволности Македонија како земја им ги нуди на странските инвеститори за да дојдат и инвестираат во тие технолошко-индустријски развојни зони? Јас сум речиси 10 години дел од тимот за привлекување на странски инвестиции, така да сум бил во бројни дестинации каде што сме ја презентирале Македонија, но можам да кажам дека навистина начинот на презентирање и промовирање на Македонија е многу по-софистициран и по-професионален. На почетокот моравме да правиме и целиот тој процес на брендирање на државата, на креање на еден имидж на земја која е отворена и за привлекување на странски инвестиции, но истовремено и за отвореност кон привлекување на туристи. Значи, паралелно ја работевме кампањата во времето кога бев во Агенција за странски инвестиции и за презентирање на Македонија како бизнес дестинација, но и за туристичка дестинација. Со тек на време, без разлика дали тоа беа печатени медиуми, електронски, потоа сето тоа беше и преку телевизиите, соработка со компании како CNN, како Travel Channel, Eurosport, Euronews и сепак тој производ е сега многу по-софистициран и многу поголем број на компании ја перцепираат Македонија како потенцијална дестинација за инвестирање. На почетокот беше навистина тешко бидејќи кога кажевте Македонија, дури и во Европа не знаеа каде сме физички лоцирани, да не зборувам за поволностите. Но сега сме влезени веќе во една од 5 до 6 земји кога се разгледува нов производствен погон во Источна Европа, како земја која се анализира. Тоа не значи дека секоја инвестиција доаѓа кај нас, тоа не значи дека секогаш ние влегуваме и во таа игра од 2 до 3 земји каде што крајната одлука треба да се направи каде ќе влезе таа компанија, но понекогаш не сме тие секогаш ние како дел од тимот кои бараме средби со компаниите, понекогаш компаниите или консултантски фирми кои работат за нив не контактираат нас сакајќи да ја анализираат Македонија. А околу поволностите, дури има и дебати за поволностите, дали она што го нудиме ние е премногу или слично. Можам да кажам дека привлекување на странски инвестиции е еден
не би го кажал спорт, но има голема конкуренција во регионот, не само во Источна Европа, тука би го кажал и регионот на земјите од поранешна Југославија, но би ги вклучил и Бугарија, и Романија, но и Молдавија, Украина, Турција, Полска, Чешка, но и земјите од Северна Африка. И Тунис и Мароко се во игра кога се разгледува потребата за лоцирање на производство кој е наменето за европскиот пазар. Поволностите кои ги нудиме, посебно во технолошки индустрии сред развојни зони, без разлика на оние даночни ослободувања во период на 10 години и сето на што значи потенцијален грант кој се дава од страна на државата врз основа на вредноста на инвестицијата или бројот на работни места. Понекогаш сметам дека многу важен адут е спремната изградена инфраструктура, бидејќи за една компанија тоа значи дека многу брзо по донесување на одлука, ние како институција сме тие што во овие зони ги даваме сите оние градежни и употребни дозволи. И тоа значи дека тие треба физички само да имаат контакт со една институција од државата за сите оние нивни потреби. Не само за дозволите, она што значи помагање во процесот на добивање на работни дозволи и визи за дел од странците кои ќе дојдат да работат во менаџерскиот тим, потребите за контакти со царинската управа, со управата за јавни приходи или се она што им е потребно, имаат една институција која им помага во процесот, но спремноста на таа инфраструктура значи дека ако се донесе одлуката за не повеќе од 3 месеци може да е завршен веќе нивниот идеен проект и да започнат со градба. Голем број на земји од Источна Европа, искуството нивно е навистина многу побирократско и подолготрајно и за нив губењето време значи губење на пари. Меѓу првите прашања кои ги прашувате, колку е комплексна вашата бирократија и колку ќе треба за да се добијат сите овие дозволи. Навистина, со сите оние активности кои се направени за подобрување на бизнис климата во Македонија, истовремено и користење на некои од препораките и забелешките на овие странски компании, бидејќи дури во управниот одбор на дирекцијата од 7 члена 3 се представници на странските компании, сите оние нивни забелешки кои ги разгледуваме, ги анализираме и ако тоа допринесе кон подобрување не само на работата на овие компании, туку и на домашните компании, е позитивно на кој начин. Според мене не е само тоа што ние сме 12 во светот според Светска банка Doing Business, туку е перцепцијата дека водење бизнис и некои активности што се поврзани со работа во Македонија се на слично или исто ниво на конкурентност како во Западна Европа или во Северна Америка. Тоа го прави, ја прави одлуката на некои од овие компании полесна и полесно внатре интерно може да ја продадат таа одлука за инвестирање во Македонија, бидејќи менаџерските тимови и бордови на директори немаат премногу време да слушаат презентации и приказни за секоја земја, туку ги гледаат бројките и донесуваат прагматични одлуки каде да инвестираат. Од овие компании кои веќе ги имаме присутни во Република Македонија, можеме ли да направиме една поделба во која област се најзаинтересирани да инвестираат во Македонија и еве да речеме од оние кои се заинтересирани во кои области би инвестирале тука? Најголем број од компаниите кои во моментот се инвеститори во Македонија, не зборувам сега дали се во технолошки индустрија изградени зони или општо инвеститори, значи зборуваме за производствени дејности, greenfield или brownfield инвестиции, најголем дел се од автомобилската индустрија. И некој понекогаш ќе праша зошто автомобилската. Автомобилската индустрија е индустрија која е најсензитивна, бидејќи она што се произведувачи на возила, секогаш се тие бараат поконкурентна локација за производство на нивните компоненти. Така да постои и историски голема миграција на овие произведувачи на компоненти. Некаде почетокот и средината на 80-тите години тие прво почна да се лоцираат во Шпанија и Португалија. Со отварањето на Источна Европа, Унгарија, Чешка, Полска, потоа и Словачка беа првите земји од Источна Европа каде што голем број на овие инвестиции се случија во 90-тите и почетокот на 2000-та година. Потоа влегоа во Романија. Романија е една земја со над 20 милиони жители, значи има голема абсорбциона мок. И потоа се концентрира во нашиот дел на Балканскиот полуостров, бидејќи сепак ние ги задоволуваме условите да
производот може да стигне во еден период логистички помалку од 3 дена до главните пазари во Европа, но истовремено недостатокот на работна сила и големата миграција на луѓето од Источна Европа кон Западна Европа, кога се отворија границите и кога тие влегоа во Европската Унија, креираше многу брз раст на трошоците. И од таа гледна точка мора да најдат нови дестинации, така да не е дали Македонија најде автомобилската индустрија, туку на почетокот кога автомобилската индустрија не најде нас, но ние успеавме, примерот првата инвестиција на Johnson Controls во Скопје и слично, но ние успеавме да ја позиционираме Македонија како конкурентна дестинација и потенцијална можност во оваа индустрија, бидејќи иако во 80-тите години сме имале производство на компоненти за автомобилската индустрија за потребите на тогашната застава, сепак она што значеше процесот на транзиција, голем број на овие компании или изумреа или беа драстично намалени, иако беа приватизирани понекогаш и од страна на странските компании. Освен автомобилската, во кој имаме различни сегменти, трудоинтензивни компании, каде што е производството на жици и кабли кои се поврзани со системот за палење или електронско управување на возилата, случајот на Кромбет и Шуберт или Дрекселмайер. Потоа имаме навлаки за седишта, двете инвестиции на Johnson Controls и сега на Lear. Тука имаме електроника и мехатроника. Тоа е Visteon, Delphi, Costal, Markart, дополнително воздушни перничења од страна на Key Safety Systems. Во Скопје имаме и производство на катализатори, Johnson Mete и најголем извозник од Македонија, но она што е важно е дури и инвестицијата на Ван Хул, каде што се произведува целосен производ, автобуси кои историски во Македонија се произведувале, но сега имаме еден високо софистициран продукт и бренд кој е важен бренд во таа индустрија не само во Европа, туку и во Соединетите Американски држави. Така да тоа се главните производи кои во моментот се произведуваат. Во регионот кој го покрива телевизија Мега на гледаност, функционираат зоните во Прилеп и во Кичево. Колку од парцелите во овие две зони, еве конкретно за регионов, се издадени и колку компании веќе работат во овие зони? Ја споменавте, нели, веќе Key Safety Systems во Да, Кичево. Key Safety System во Кичево е првата компанија, таа е единствена која во моментот работи во Кичево. Нормално со нив ги разгледуваме и потенцијалите за евентуално проширување на нивниот погон, бидејќи тие на почетокот размислуваа, освен она што значи дел од целото воздушно перниче, на кој начин потенцијално би се произведувале и поголеми модули, но во нивното портфолио како компанија постојат и голем број на други производи, вклучувајќи и сигурносни појаси и електроника, така да се разгледува можноста што и како би можело да се диверсифицира понатамо. Во случајот на Прилеп, тука е Гентерм, кој веќе неодамна свечено беше отворен. Зборуваме за производство за веќе над 450 вработувања до крајот на годината. Тие треба да вработат уште околу 200 луѓе, треба да се стигне до една бројка од околу 2000. Тука и компанијата Акомпласт, која активно го гради својот производствен капацитет, која треба да биде функционална до крајот на годината, но имаме неколку други компании кои разгледуваат зоната во Прилеп и неколку други градови низ Македонија. Нормално треба да донесат одлука и за државата и за соодветната локација врз основа на своите потреби и барања, но и во комуникација со веќе постоечките инвеститори и нивното искуство и нивните резултати, бидејќи морам да кажам без разлика што ние како членови на тимот за привлекување на странски инвестиции активно работиме во процесот на привлекување на компании. Она што е споделување на искуство од веќе постоечки инвеститори и тој нивен збор и нивна конфирмација за активностите во Македонија се многу поважни од она што ние го правиме, бидејќи ако некоја друга компанија која е потенцијален конкурент или од вашата бранша ви потврди дека она што однапред било кажано е задоволено и исполнето од страна на државата, истовремено дека сите тие услови за работа, конкурентност, наоѓање на соодветна работна сила и слично биле во рамките на предвидувањата, понекогаш и подобри од првобичните анализи, тоа е навистина еден позитивен сигнал, а посебно кога некои од овие компании веќе имаат реинвестирано. Кога има реинвестиција по само 2 или 3 години работа во Македонија, тоа навистина дава еден многу позитивен сигнал
за нивните добри искуства во Македонија. На самиот почеток на нашиот разговор споменавте дека планирано е отворање уште на 3 нови технолошко-индустријски развојни зони. За кои региони во државата станува збор и дали во овој регион има план за отворање на нова зона? Тие 3 зони се Куманово, Липково и Маврово Ростуше. Во моментов немаме план за овој регион, бидејќи во Прилеп функционира технолошко... Дали сметате дека би имало во иднина потреба? Може би, но треба да видиме што и како ќе се направи со дополнителниот развој и новите компании кои планираат да инвестираат во Жабени. Бидејќи понекогаш ако направиме директна конкуренција во еден град да има една општинска индустријска зона и технолошко-индустријска развојна зона, каде што сличен вид на инвеститори би можеле да дојдат, може да се креира некоја, не сакам да речам нелојална конкуренција, но за да не се преклопуваат средствата кои ќе бидат наменети, кои може да бидат искористени посоодветно. Така да веќе во Битола со функционарието на Жабени, со Кромбет и Шубет како еден најголем и најважен инвеститор и во градот и во таа зона и дополнителни инвестиции кои таму треба да се реализираат, нормално ги правиме ние анализите и врз основа на потребите, сето тоа може да се адаптира и соодветно да се постапи. Пред самиот крај на денешниот разговор не можам да го избегнам прашањето, а да не го споменеме. Република Македонија веќе еден извесен период политичка криза, една малку поинаква состојба во нашата земја. Кажете ми дали технолошко-индустријските развојни зони и токму привлекувањето на тие странски инвестиции ја почувствува оваа криза која минувала? Зоните директно не ја имаат почувствувано кризата, бидејќи производите од тие компании не се наменети за локалниот пазар. Истовремено, точно е, се соочуваме со една пролонгирана криза. Прашањето повеќе на компаниите, без разлика дали се веќе тоа постоечки инвеститори или не инвеститори, ако се навратиме некаде кон можеби малку повеќе од една година, минатата година голем дел од европската и северноамериканската јавност беше повеќе погодена од бегалската криза и што се случуваше со границите во регионот. Прво имаше затварање на унгарската граница, па што ќе се случи на нашата граница со Грција, каде што повеќе од 1 милион бегалци низ нашата територија одеа кон Западна Европа, претежно во Германија, и тука се креираше едно прашање несигурно што навистина се случува тамо кај вас, огради, префрлање преку границата, на кој начин потенцијално би реагирала полицијата и што се случува. Иако ние во Македонија навистина тоа не го почувствувавме, нити го увидовме на начинот на кој кога живеете некаде на запад и гледате на телевизија што се случува во некоја земја за која воопшто немате информации, тоа може би на различен начин е прикажано или доживеано. И потоа случувањата во Куманово во мај минатата година, но и потоа пролонгирањето на политичката криза креираше потреба на прашање од странските компании што се случува, како, кога се планираат изборите, како ќе биде разврската на кризата. Не можам да кажам дека немаше влијание. Имаше влијание од гледна точка да многу повеќе требаше да одговараме на некои прашања кои претходно никогаш не биле нити поставувани, нити било потребно да се разгледуваат тие теми. Но дел од овие компании кои разгледува Македонија сака да се сретнат и со нивните амбасади, со представници на нивните земји во Македонија, да добијат можеби малку не поразлична слика, туку да видат што ќе им кажат тие и што ќе им укажат. Истовремено сака понекогаш и да зборуваат подетално со постоечките инвеститори дали на кој начин се афектирани. Но се надевам во една брза и ефикасна разврска на оваа криза, бидејќи сепак она што е направено низа години треба да продолжи како активност. Тоа не значи дека некои компании директно ги откажале инвестициите, но може би е пролонгиран процесот на донесување на одлука или чекање да се види која е разврската или како и на кој начин ќе се движат работите понатаму. Некои од мултинационалните компании понекогаш кажуваат да, јасно ни е дека има кај вас
потенцијални проблеми, но самиот факт што ние функционираме во многу земји во светот, кои се во многу поголема и попроблематична состојба од вас, не само како држава, туку како регион, ни дава една сигурност, но истовремено ни дава знаење и способност да се соочиме и да направиме една анализа на потенцијалниот ризик и врз основа на таа анализа да продолжиме и понатаму. Така да повеќе изгубеното време во обедување и објаснување на состојбите, отколку што директно некој кажал нема да инвестираме или слично. Но сепак се надевам брзата разврска ќе помогне кон подобрување на целиот имидж и процес во привлекување срански инвестиции. Господине Мизо, јас тука ќе ви се завлагодарам за овој разговор. Се надевам дека ќе имаме можности понатаму во повеќе вакви разговори да сумираме уште подобри резултати и да зборуваме за уште поголем број на компании кои инвестирале во овие зони. Ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам и на вас и се надевам дека ќе имаме нови компании во блиска иднина за кои можеме да зборуваме. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо. Ви благодарам за вашето внимание. Останете и понатаму со нашата програма.